Да, почнуваме со разговорот. Тука во студиото го имаме господинот Неждет Мустафа, председател на Обединетата партија за еманципација. Господине Мустафа, добре дојдовте во студио 10 на телевизија 24. Прв пат сте ми се чини во оваа емисија. Добро утро на сите ваши гледачи. Да, прв пат сум во вашиот медиум. Да. Господине Мустафа, ќе зборуваме за повеќе теми, но ајде да почнеме со нешто што вие пишувате и зборувате во последно време. Тоа е на некој начин може да се опише како што вие го опишувате, една населна урбанизација на општината Шутка, на општината Шуто, Оризари. Таа урбанизација, да појасниме, не е незаконска, таа се спроведува според постоечки ДУП, но вие велите дека сепак е непотребна и дека ќе предизвика штети. Зошто е тоа така? Да, благодарам на ова доста добро и чувствително прашање и актуелно прашање во Шуто Оризари. Сметам дека редно и медиумите да се посветат нешто повеќе околу единствената локална самоуправа Шуто Оризари во светот. Знаете дека јас тамо бев првиот градоначалник на таа локална самоуправа од 96 година, каде што се уште работат со тие документи на кои што тогаш ги направивме како официјални, статутот, деловникот и другите законски основи. Меѓу сето тоа, тогаш и го изродивме првиот детален урбанистички план да Шуто Оризари постане цела, како цела територија, локална самоуправа, урбанизирана и со ДУП. Тогаш навистина размисливме детално како имидж да постигне и во Македонија и во светот како единствена локална самоуправа, каде што има ром градоначалник, администрација со роми. Тоа навистина и остана така, не се смени, нели? Не се... Има одредени промени, но во секој случај така функционира. Не, сакам да кажам, не се создаде нова ромска општина, се уште некаде. Нема. Да, така, се уште сакам да кажам Шуто Оризари единствена. Да, за жал нема. Ниту во Балканот, ниту па во некоја друга европска држава. И тој символ на ромите, тоа е срцето на ромите низ цел свет. Тоа е гордоста на сите роми. Нема ром во светот каде што не знае за локалната самоуправа Шуто Оризари. И ние едноставно сите роми, не има некаде околу 12 милиони роми во Европа и нема човек кој што не знае за локалната самоуправа Шуто Оризари. Сите се грижиме за неја, за нејзиниот развој и за нејзиниот имидж. Проблемот е што сега со градоначалникот, актуелниот градоначалник на Шуто Оризари, е што он пред 3 години донесе еден пеколен, нов, детален урбанистички план, кои се идеите и каква е визијата која што ја имаше он или позади него некоја друга група. Веќе денес гледаме дека тоа се катастрофални последици. Тоа вие знаете како принципот на кормиларот во бродот, ако он уме да го води бродот, ќе стигне на целта. Ако не уме, тогаш ќе пробадне целиот брод. Зошто јас го велам ова? По инфраструктурата, по менталитетот, по карактерот на ромите се знае Шуто Оризари каква е урбанистичката поставеност нејзина. И ние тогаш, 96 година, многу внимававме да го задржиме тој имидж и тој менталитет, таа фолклористика на Шуто Оризари, таа екзотичност на Шуто Оризари, таа слобода на граѓаните, таа етничка слобода која што ја поседуваме, речиси само ние во светот. И ја поставивме урбанистичката поставеност таква какав што е, со можност да се гради нова градба во Шутка 2. Таа нова градба во Шутка 2 тогаш има визија да се постават изгради, паркови, зеленила, да се направат нови школи, градинки, доколку демографската поставеност се шири и наталитетот на ромската заедница, на другите заедници кои што живеат во Шуто Оризари. За жал, овој детален урбанистички план за партијата и за ромските политички партии, за граѓаните кои што живеат таму, гледаме дека тоа е нешто што може да не вознемирува сите нас кои што живееме таму.
поставеноста на згради на самиот центар, до амбулантата, до здравствениот дом, до градинкава и до џамијата. И така, тоа е тесно грло главната улица. Тоа само да појасниме за гледачите, може би оние кои не знаат, сега зборуваме за главната улица во Шутово Ризари, онаа што е пред пазарот. Значи, кога одиме према пазарот, од лева страна баш главната улица, за да знаат. Токму главната улица. Таму и така има секој ден собраќаен метеж. Еден автобус да помине поради пазарот што го имаме, таму се создава тој тежок собраќаен метеж. Сега со поставување на нови згради, мислам дека се 4 згради, се оградуваме од инвеститорот, сега говориме директно за урбанистичкиот концепт на Шутово Ризари. Таму замислите сега, доколку вие сакате да направите модерна како градоначалник, да, за поздравување секоја нова визија, неко нова иднина на било која локална самоуправа во Македонија, па и во Шутово Ризари. Доколку сакате да направите еден модерен тренд во Шутово Ризари, претходно треба да го подготвувате тој терен. Вие знаете дека таму имате некаде околу 40.000 жители, каде што некаде 80% се со мнозинска ромско население, каде што живеат и македонци, и турци, и бошнаци, и албанци, каде што живеат многу повеќе од албанската заедница. И дека таму во тие 40.000 жители се уште имате само една градинка, имате 2 основни училишта, каде што 26. јули порано беше со деца кои што оделе 100% само од ромската заедница, сега со доселувањето на албанската заедница веќе се промени. Тој составот има некаде 80% од албанската заедница деца и 20% од ромските деца кои што се префрлува во другото школа Браќа Рамис Хамид. И сега, кога бев министер, ние направивме тогаш големи напори, поради што има осипување на образованието на ромските деца, го доградивме Браќа Рамис школото и сега за останатите ромски деца кои што немале услови да идат на школа, веќе создадовме услови со дополнителна можност и средното училиште. И сега вие кога гледате дека сте во ваков теснец, внесувате дополнително граѓани со згради, кои што ќе дополнително некаде околу 10 згради треба да се градат на самото место во Шутово Ризари, тоа се некаде околу 3 до 4, можеби 5.000 нови жители. Вие немате инфраструктура, пред се немате стабилна инфраструктура тамо, со некој ФИО 250-300. Замислете, со толку дополнителни жители, фекари ќе ви слегуваат на улица. Вие немате ниту еден парк плац каде ќе се паркираат тие луѓе. Вие електричната енергија и така по цело лето и водата е проблем во општината Шутово Ризари. Со дополнителните жители кои што треба да влегуваат во Шутово Ризари, внесувате хаос, ќе имате собраќаен метеж на самите улици, на самата главна улица. И сето тоа е еден план кој што Шутово Ризари не ја внесува во една стабилна рамнотежа и во едно спокојно живење на сите граѓани. Тоа може да ги доведу и граѓаните до меѓусебни тензии, до меѓусебни состојби кои што многу касно ќе ни биде таму, потоа да тоа може да се релаксира. Да, но господине Мустафа, бидејќи градоначалникот не е тука, се разбира на некој начин вие го критикувате, претпоставам дека неговиот аргумент би бил дека се работи за легално донесен дуб кој е поминат на сите законски процедури, дека нема ништо спорно, дека таму се знаело дека ќе се градат згради и дека тој го прави само она што е предвидено и што е изгласано и од советниците и од самата општина. Да, тоа беше на последната година од неговиот мандат. Нашата партија веднаш изреагирала при донесувањето на дупот, кога увидовме дека еден таков нов детален урбанистички план е пеколен за иднината на Шутово Ризари. Тоа може да ја поремети демографската состојба, може да ја поремети мирот, спокојството на сите граѓани. И веднаш ние изреагиравме. Јас лично седнав со сите советници и ги насочив дека дигањето рака на таков детален урбанистички план е пеколен за иднината на Шутово Ризари. Како помина тоа, помина и ние денеска гледаме, самите граѓани веќе се сретнуваат со таа реалност и со таа вистина што нашата партија тоа го
aktualizirаше со собири во куќи, со средби, по улици и така натаму, дека тоа не смее да се дозволи. Не дека ние не сакаме да има во Шуторизари згради, таква градба. Да, секако. Тоа е доста добро и таа треба така да се прошири во една иднина. Овој дел да ја задржи својата екзотичност, а во Шутка 2, како што спомнав пред малку, да се направи инфраструктура за новите доселени граѓани во таа населба. Независно кои ќе доаѓат да живеат таму. Но сепак на сите тие доселеници, на нивните деца им треба школа, им треба градинки. Добро, им треба паркинзи, им треба паркови. Имаме сега тука неколку прашања. Едното би било во продолжение на ова, претпоставам дека исто така аргумент би било дека па што има лошо во тоа граѓаните кои дел од нив сега живеат во субстандардни услови да се вселат, да се купат нови станови. Зборувам сега за исто за луѓето шуторизари да се купат нови станови во нови убави згради. Што би било тука лошо? Прекрасно, ви благодарам на овото прашање. Тоа е и оној домино ефект што ние го говориме, односно и граѓаните го говорат. Знаете вие дека шуторизари економскиот стандард на шуторизари е останокот со тој импровизиран пазар кој што го имаме. И тоа го измисливме уште до 2006 година кога јас бев градоначалник, кога имало големи проблеми со ромите, ситните трговци низ градот. Тогаш како градоначалник рековме, добро, ворете, ајде да ја постабилизираме економската состојба на ромите со таа ситна продажба, за да можат едноставно да биде како прв степен на елиминирање на тешката сиромашнија на ромското население во Шуторизари. Се е во ред. Но тоа и цела јавност знае дека ромите не поседуваат некоја силна таква економска моќ на кој што можат да купуваат стан од 60-50 квадрати од по 1000 евра квадрат. Тоа за ромите, тие во текот со генерации не знаат за толку средства од 50-60 илјади евра да се инвестира да се купува стан. Таа е во моментот е нонсенс. Може би некои од ромите кои што се наоѓаат во странство да купуваат едно 10 стана, но тука ќе биде крајот на таа желба да се купува стан. Значи, јас ви велам, нашиот ментален склоп во Шуторизари, на населението во Шуторизари е таков, кој што имаме ние посебен фолклор, посебна слобода со свадбите кои што ни се карактеристични, кои што ќе се ги правиме на улици, со разгласи и така натаму и така натаму. Токму од сите тие причини не може да се наруши таа екзотичност на населението кој што е традиционален. Да, тоа може. Имаме доста слободен простор со границите на локалната самоуправа Шуторизари, на Шутка 2, и тamo може да се изведе. И затоа велам дека таква можност, тоа со внимание треба да го следат инвеститорите тамо, дека да се купува стан некој граѓанин од Шуторизари, тоа е незамислено. Добро, па претпоставам која би им била тогаш економската логика да градат? Не знам, јас навистина тамо не сакам да навлезам, но сепак велам дека таа поставеност на самиот центар на такви згради, тоа веќе го руши самиот изглед, самиот имидж на Шуторизари општината. Да, добро, друго прашање кое би се поставило за вас лично, еве да речеме, за оние кои не знаат, на почетокот сте биле, самиот кажавте, градоначалник на општината во 2 мандата. Во 2 мандата сте биле пратеник, бевте и министер без ресор, ја спроведувавте и декадата на ромите и сега верувам дека критичарите би ве прашале, па добро, што сте направиле вие да го подобрите стандардот на ромите? Еве ова село што го кажувате дека има една градинка, дека училиштето не е доволно, дека таква е инфраструктурата. Зошто не сте успеале да го подобрите тоа? Тоа е многу добро прашање. Тоа е она што сака да го слушаат граѓаните. Ние во Македонија имаме коренити проблеми во однос на уште изродувањето на рамковниот договор од 2001 година. Целта на рамковниот договор беше да се изедначи правичната застапеност во државната администрација на сите етнички заедници, за да се добива едно квалитетно сожителство, граѓанство во нашата држава. Мислам дека тамо фаворизирањето само на една
на една заедница во нашава држава ги донесе и последиците и за другите етнички заедници, па и за ромската заедница. Добар пример, доста добар пример беше моето именување за министер без ресор во претходниот состав со ВМРО партијата, каде што видовме дека што може еден министер во нашата држава да помогне за заедницата која што се стапува. Самите ние знаеме дека владетел во демократијата е во било која држава е гласот. Со тој глас вие се правите интеграција и инклузија во било кое општество. Кога вашиот глас не е правично награден и не го добивате тој ефект на коалициони договори, тогаш вашата заедница паѓа во состојба во која што се наоѓа. Со голема сиромаштија, со недоволна застапеност во образованието, и економската нивна состојба се наоѓа во ивиците на нивниот опстанок. Повторно се враќаме како министер без ресор. Ние тогаш успеавме со огромни трудови, со мечување на донаторски средства. За прв пат што е направено на сите ромски деца, студенти, средношколци, да им се дава по прв пат стипендии. Тоа беше тешка седница која што можеше да помине таму. Благодарејќи на составот, тоа помина и децата 8 години, ромските деца, единствено ромските деца, имало прашање дали тоа нема да смета и за другите ранливи заедници, но со приоритет дека ромите се најсиромашни од сиромашните во Република Македонија, тогаш рековме дека ова е силна можност со декадата и стратегијата на ромите да бидеме пооперативни, попрактични, да создадеме услови, економска условеност за децата да го довршат своето средно образование и своите студии. Следно, нема град во Македонија каде што не навлеговме во подобрување на инфраструктурниот живот на ромите, со канализации, со водовод, со асфалтирање. Тоа беше сон на партијата. Да влеземе во ромските така наречени гета, да заборават дека цел живот газат на кал, дека децата при одење на школа морале да поминат покрај кал за да стигнат во училиштево, каде што имали самите деца по тоа проблем со каливичале да влегуваат во школа. Тоа до 70-80% ние веќе тоа го завршивме за тие години во Македонија. Успеавме. И анализиравме ситуацијата на ромските деца, дека доколку сакаме од самите најмали години да бидат интегрирани во македонското општество, тие мора да идат во градинки, не во импровизирани градинки од невладините организации, тоа уште поголемо уназадување ќе направи. Него рековме да ги отвориме сите градинки во државата и да се внесат, да влезат децата, да се дружат со децата од другите заедници, за да подобро го знаат македонскиот јазик и да бидат поуспешно спремни за прво оделение. Тоа го направивме. 8 години. Ја мислам дека се уште тоа држи во традиција. За прв пат на ромските деца во цела држава да им бидат отворени градинките. Инвестиравме исто така во образованието и во културата, во аматерскиот театар на ромите, во фолклорот и во другите културни развој на ромската заедница. Значи, тоа беше моментумот кога имаше еден процуд. Тоа беше моќта на ромите кога се чувствуваа дека имаат министер во владата, влегуваат и се решаваат проблемите нивни. Зошто? Се извинувам. И уште еден момент. Подпишавме меморандум со сите локални самоуправи во државата каде што имаат роми. А за нивната правична застапеност во локалната самоуправа, а за целосната грижа нивна во подобрување на нивниот животен стандард. Тој меморандум го доведовме до соработка за мечување средства во областа на инфраструктурата. Ако некој проект за водовод, канализации, осветлување на улиците кошташе одредена сума, тогаш не инвестиравме преку Министерството за транспорт и врски со локалната самоуправа во мечувани средства на буџет, каде што локалната самоуправа веќе издействуваше со конкретни акции на терен во подобрување на животниот стандард на ромите. Успеавме исто така, само што ова ве молам, успеавме исто така, претоа што тогаш беа популарни доделувањето на социјални станови. Се изборивме доследно, нека 82 стана
во Македонија, доделивме социјални станови за ромската заедница низ градовите. Тоа не е некоја голема бројка. Ние имаме големо сиромашно население во државата. Тоа треба да биде највисок приоритет за ромската заедница. Да се заборава субстандардниот живот, да се заборават мизерните услови за живење и да се подобри работниот ефект на ромската заедница за да бидат активни во нашата држава и активно да си го заработат својот леп. Сакам да ве прашам, цело време ја употребувате одредница за минато време, цело време велите беше. Да. Зарем сега не е исто? И сега сте вие дел од владината коалиција, повторно на некој начин не партиципирате директно во власта како функционер, но сепак сте дел од коалицијата. Зарем сега не се прави истото за ромите? За жал. Јас верував со огромна амбиција влегов во коалиција со СДЦМ и верував дека ова што е постигнато за 8 години со една иста динамика, дури со некоја повисок процентна динамика, ќе се продолжи да се задржи нивото на инвестиции во ромските населени места и нивото на интеграција во локалната самоуправа од страна на ромските образовани кадри. Тоа е сонот на политичкото наше движење, да ние бидеме активно вклучени во сите органи на државата, да не бидеме пасивни посматрачи на нашата мизерна состојба. Вие можете да направите промени во една заедница доколку не ги вклучувате во државната администрација, односно органите на власта, од локална, извршна, законодавна, па и судска власт. За жал, некако тука имаме пропуст со нашата коалиција. И патот на кој што го продолживме, кондицијата која што требаше да ја одржиме, за жал и министерската позиција без ресор ја нема, и активностите на терен на кои што треба да се, кои што ги имавме во минатото, се заостанати, и сметам дека реципроцитетот, коалициониот реципроцитет на договори кои што се прават, сметам дека доследно треба да се почитуваат и да се имплементираат. Тука има еден силен пропус и јас верувам дека владеачката партија во своите редови ќе го врати имиџот на постабилна, поширока соработка со своите коалициони партнери, кога веќе ние ги даваме нашите гласови и кога ние веќе учествуваме во заедничка теренска активност, не е важно дали ќе даваме 50.000, 30, 10, 5.000 гласачи, но во секој случај еден пратеник, еден советник или било што повеќе се има од ромските гласови. Ние сме таму веќе 5 ромски политички партии, но резултатите од нашата вклученост во органите на власта стои таква каква што е. За жал, сепак се охрабрувам и ги охрабрувам дека мора да се врати духот на соработка. Имаме официјален документ и рамковниот договор кој што се врзуваме сите да не бидеме фаворизирани некоја заедница во нивната инклузивност, него првичната застапеност е општа и нужна, што значи на сите заедници во нашето македонско општество. Вие гледам дека се обидувате да користите еден поддипломатски речник, јас би кажал, кога зборувате за функционирањето на владачката коалиција, но ми се чини дека сте разочаран. Така ми личи од целото коалицирање. Па видите сега, дали сум јас разочаран. Како политичка партија ние имаме традиција на соработка и со едните и со другите политички партии, македонски политички партии. И таа традиција ние научивме дека доколку влегуваме во коалиција, тоа значи дека треба да партиципираме во власта. И затоа ние влегуваме во коалиција. И тоа е од интерес на самите граѓани на кои што ги застапувате како политичка партија, а е од интерес и на самата држава. Ние можеме да градиме успешна македонско општество со силен приоритет да се задржи сите карактеристични, сите вредности на македонските политички партии, се со цел доколку имаме заеднички интереси и реципроцитетот на постоењето на политичките коалициони партии дава резултати. Кога немате резултати и кога сте во таква состојба во која сте, во тој случај
обострано се губат, имаме штети. Обострано се има штети. Доколку вашите граѓани да гледат дека нема резултати од давањето гласови во една коалициона партија, во тој случај тие нема да гласат повеќе за таквата коалициона партија. И од тие искуства верувам дека единствен модел кој што може да биде многу интересен за Република Македонија, на што доста активно работиме во партијата со ромските политички партии и лидери, да изградиме еден сојуз на ромски политички партии и на следните парламентарни избори кои што ќе доаѓаат да испаднеме со наши листи. А ова ви е интересна најава, значи на некој начин сакате да ги обедините ромските партии во еден блок. Сметам дека дефинитивно е време да се промени и дизајнот на големите коалиции во нашава држава. Тоа значи, поред што ние градиме оваа идеја на сојуз на ромски политички партии, добро би било да се направи и таков еден сојуз или унија на етнички политички партии кои ќе направат на голема коалиција, како што се бошнаците, србите, турците, власите, египчаните, да се направи на таква голема коалиција, каде што ќе можеме да извлечеме некаде 10 до 12 пратеници на парламентарните избори. Во тој случај, навистина, имаш поширок простор во однос на составот на влада. Тоа е еден сервис. Тоа ви е интересна идеја. Имате ли некакви веќе активности околу тоа, може би, или вие само идеја? Идејата, ние ова идеја се обидуваме силно да ја оствариме. Со ромските политички лидери, веќе со покојниот Тамди Бајрам, пред овие парламентарни избори, почнавме да ја градиме оваа идеја. И ние токму тогаш сакавме да ги обединиме сите ромски политички партии, да излеземе со наши листи во 6 изборни единици. А добро би било да биде дури и една изборна единица. Во случајот каков што е, добро е и мислам дека созреа веќе свеста на ромските политички партии и ромските лидери да се направи овој сојуз на политички партии на ромите, да бидеме компактни, за да можеме да нудиме еден стабилен развој на нашите граѓани. Знаете, така функционира нашето македонско општество. Друго е кога ќе имате на секој шалтер и ром, поред што има во секој шалтер од македонската албанската заедница, да има и роми, и турци, и власи. Во тој случај, сите едноставно во една таква хармонична административна услуга на нашите граѓани ќе биде поперспективна, ќе биде поуспешна, сожителството, почитот, реципроцитетот меѓу заедниците ќе биде на едно ниво кој што нова наша држава заслужува да има еден таков развој. Дел од ромските партии реагира остро после резултатите на пописот. Таму излегоа 45-6-7 илјади роми, отприлика ми се чини, вие ќе ме поправите. Сите очекуваа, па дури и оние независни наблюдувачи очекуваа многу повеќе, барем дупло повеќе од тоа ромски жители. Добро, што се случи на пописот? Каде исчезнаа ромите? Подсетувам дека имаме празнини во системот, во релација со малцинските заедници. И тоа тие пропусти доколку не ги остраниме, ќе се сретнуваме со некои отворени проблеми кои што ќе штети на нашиот развој. Сметам дека и пописот кој што испадна таков каков што е и инклузивноста на сите заедници во градењето на правичната застапеност на сите заедници во нашите демократски услови е желба на целата меѓународна заедница. Тие пропусти, доколку ги оставаме такви какви што се, и ги земаме етничките заедници во некој поглед како декор да служат само за гласање, а потоа да се остават во такви состојби како што, или да им се дава некоја декоративна позиција со некој директор или некоја слична состојба, тоа не е иднината на нашата држава. Добро, повторно би ве прашал,
Направихте ли вие како партија анализа зошто излегува толков број на роми на пописот? Дали имаме иселување масовно на ромите, дали имаме непопишување на ромите, дали можеби дел од ромите се попишале под други етнички одредници? Имате ли некаква анализа што се случи? Тоа по дефолт во средините... Бидејќи се извинам и дел од вашите колеги, од вашите останати ромски партии кажаа дека отприлика толкав број на роми има само во Шуто Оризари, а не во целата држава. Де факто, состојбата со ромската заедница, дека статистиката тука ја промаши бројката. Зошто ја промаши бројката? Тоа што навремено требало да се направат курсеви, да се направат тренинзи, да се направат подготовки за пописот, како би можело тоа успешно да бидат, да се има успешни резултати. Јас предпоставам дека тоа не е само со ромската заедница, доку и со другите немнозински заедници во нашава држава, во Северна Македонија. Дури бројката да биде помала, официјалната статистика да биде 30.040, тоа не се одразува врз вистинската положба на ромската заедница. И ние, нашиот развој, не смееме на било која немнозинска заедница да ги наградуваме према нивната бројка. Ние сме пред се граѓани на Северна Македонија и према уставот треба да бидеме сите подеднакво третирани. Прашање, дали се ромите подеднакво третирани во македонското општество? Не. Зошто не се подеднакво третирани? Затоа што реалноста се гледа дека сме ние најсиромашни од сиромашните. Дека нашиот народ најнизок процент живе во згради, во било кој град во државата. Додека другите заедници се веќе интегрират, ние се уште остануваме заробени во нашите гета. Дека ние имаме највисока стапка на невработеност и дека сиромаштијата е проблем не само на нас, него и на средината во кој што живеат со нас. И тие проблеми, како ние како лидери на нашата заедница, ако не им ги решаваме, кој може да им ги решава? Па еве ги. Кога ние не сме на власт, се гледа колку можат другите да помогнат за ромската заедница. Додека не бев министер, децени не се влегувало во ромските населени места да се асфалтират улицата. Бев министер, тоа го направивме. Истото и овде. Се додека ние не ја превземаме ова правична застапеност на сите немнозински заедници подеднакво, и тоа не само во теорија, него во практика тоа да го сваруваме, а ние ќе немаме здраво македонско општество со заедниците. Било кое фаворизирање на една или на друга немнозинска заедница во општеството, тоа продуцира резултати негативни во другата заедница. Значи, во однос на бројката на пописот, ние самите знаеме дека тоа е сериозен проблем, да кажеме, во Источна Македонија, поради зависноста од комуналните предпријатија, поради зависноста од добино некои ефекти. Ромите често се декларират или како македонски муслимани, или како македонски христијани, или како турци. Во Западна Македонија се декларират како албанци. Било кад, во која ситуација, само поради нивната зависност дека они повеќе ќе им помогнат во однос на нивните секојдневни потреби. Гледате таа зависност, таа конекција на една ранлива заедница како што е ромската заедница. И вие сега, ако не ги вклучите активно во општеството, тие ќе западнат во само асимилирање. Тоа е опасноста која што може да ја следи и единствената локална самоуправа Шуто Оризари. Да се промени демографскиот состав на општинава Шуто Оризари. Заради некој би посакувал единствениот букет во светот, каде што само во Македонијата го има локална самоуправа на немнозинска заедница, ромската заедница, Шуто Оризари, да се промени демографската структура таму. Од тие причини ние сме многу внимателни со градбата на тие згради. И тука мора да се стави крај на нови згради да се изградат во такво густо населено место со претходна неподготвеност на
на тоа место. Добро, господин Мустафа, еве, почнавме со оваа тема, завршивме на некој начин, поетиравме со оваа тема. Ви благодарам за ова гостување. Кажавте вие самиот прво, се надевам, нема да остане на прво. Се надевам. Да. Ова беше Неждет Мустафа, председател на Обединетата партија за еманципација. Одиме со кратки реклами, па продолжуваме со поранешниот пратеник на ВМРО ДПМН Крсто Јовановски.